Како прво, без никакви резерви, сакам да нагласам дека оваа посета на нашата земја ја сметам како клучна за вистинско охрабрување и поддршка на нашите очекувања дека 2018 година ќе биде историска година за Македонија и за регионот, но и за НАТО и Европската Унија. Истовремено, не можеме да не го изразиме нашето задоволство од обновениот интерес на НАТО за Западен Балкан во еден особено значаен и чувствителен геостратегиски момент. Време е да ги внесеме во завршница процесите на интеграција на сите земји од регионот што сакаат да бидат дел од семејството на Северно-Атлантската алијанса. Ние сме подготвени да работиме заедно во остварувањето на таа цел. Со господинот Столтенберг заеднички се подсетивме дека Република Македонија во 1993 година со резолуцијата за влез на земјата во НАТО усвоена во собранието од корисник на безбедност за кратко време прерасна во доверлив и компатибилен партнер на алијансата. И во иднина, како и за време на сите изминати години, Република Македонија активно ќе учествува во мировните операции на алијансата низ светот. Остануваме фокусирани и понатаму активно да го даваме нашиот придонес за вредности што ги делат земјите членки на НАТО. За време на средбите со генералниот секретар Столтенберг ја нагласив поддршката што за сето време наназад Република Македонија ја добиваше со цел да ги достигне стандардите и критериумите за членство во НАТО. Тие стандарди и критериуми станаа и наши одредници за голем дел од реформските процеси, како што се имплементацијата на реформите за демократија и владење на правото, почитување на човековите права и слободи и економските реформи. Тоа се темелите за мир и стабилност во светот. Вредност што Република Македонија си ја постави како императив да биде фактор на долготрајна безбедност во нашиот регион. Република Македонија, со поддршка на стратешките партнери, членки на НАТО алијансата, создаде услови поканата за членство воопшто да не биде доведена во прашање. За жал, Република Македонија во 2008 година остана пред вратите на НАТО поради проблемот што го има Грција со нашето уставно име, иако сите се согласија дека нашата земја ги исполнуваше сите критериуми. За жал, веднаш после тој настан, во Република Македонија се активираа контрапродуктивни политички процеси која предизвикаа најтешката политичка криза во земјата после осамостојувањето. Сепак, Република Македонија, нејзините граѓани, заедно со демократските политички заедници, се издигнаа над кризата и ја вратија надежта. Граѓаните се определија за градење силна демократија, за почитување на човековите права, за добро владење, за економска преобразба и работни места, за кохезивно општество, како и за стратешки инвестиции. Ја реафирмиравме вербата во евроатлантските интеграции и регионалната соработка, базирани на солидарност и демократски вредности, како неопходни за долгорочна стабилност на регионот и на целиот континент. Убедени сме дека нашата земја ги заслужува евроатлантските перспективи. Сериозно мнозинство од нашите граѓани посакуваат членство во Европската Унија и НАТО. Во име на граѓаните на нашата земја го уверив господинот Столтенберг дека Република Македонија секогаш ќе дава позитивен придонес за сите иницијативи кои ќе донесат поширока и подобра соработка во регионот. Владата на Република Македонија создава услови за градење национален консензус со сите клучни и одлучувачки политички субјекти, со претседателот на државата и со опозицијата за завршување на нашата интеграција во НАТО. Силно сме посветени на процесот на домашните реформи кои напредуваат и зајакнуваат нашата демократија, за да останеме во склад со политичките критериуми за членство во НАТО. Го зголемивме буџетот на одбраната, имаме одлучна политичка волја буџетот на одбраната да се зголемува секоја година за 0,2% од бруто домашниот производ и да останеме активни чинители во мировните мисии. Активно и посветено создаваме амбиент за надминување на проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Верувам дека создаваме добар моментум за последниот заеднички исчекор.
Искрено очекуваме Република Македонија да биде 30-та земја членка на Алијансата. Работиме за таа цел, заедно со граѓаните и со сите наши партнери, земји членки на НАТО. Тоа се перспективите за граѓаните на Македонија, како и за сите граѓани во регионот. Кратка оценка за војно, политичко и безбедносна ситуација во регионот, ако земеме предвид што се случи на Косово, ако има предвид соопштение на Сејни Амерички држави за терористички напади и за новиот пакет на името на Македонија. Добро, јас лично верувам дека регионот е стабилен. За жал ги осудуваме ваквите работи кои што се случија во поново време и во Косово. Навистина, овој наш регион повеќе не е буре барут. Овој наш регион гради пријателство и пораките на пријателство се испратени и допираат до сите страни на светот. Јас сум убеден и дека ќе продолжиме во тој правец да го градиме пријателството заради безбедноста, стабилноста и добрата иднина на целиот овој регион. Јас сум апсолутно сигурен, имајќи во предвид дека сум контактирам со првите луѓе од политичкото лидерство на целиот овој регион, сите прават максимални напори за да напредуваме кон нашето членство во Европската Унија, да ги подобриме демократските процеси, да ја зголемиме регионалната соработка, да ја зголемиме довербата и храброста на нашите граѓани, на нашите бизнисмени, да инвестираат една во друга во земјите и сум убеден дека ваквите изолирани инциденти кои што се случуваат, за жал, нанесуваат многу штетни последици за перспективите на целиот Балкан, но верувам дека брзо ќе се најдат одговорните луѓе, ќе бидат казнети во постапки соодветно на законот и ќе ја испратат пораката на казнивост на секакви вакви случаеви кои што секако нашите граѓани треба да ги знаат.